Почнаа да викаат, ја изгубивме жената, не можевме да ја и ме бара со батеријава. Јас си велам, смогнав снага и им кажав: "Тука сум, жива сум. Само ве молам побргу затоа што не можам више. Веќе скоро 3 часа си во вода." Значи, водата беше многу ладна затоа што имаше и град и дожд, се беше испомешано. Секој овој 6 август ми е стварно тежина, затоа што се присеќаш колку во некој момент си немоćна, а всушност колку си силна за да ја пребродиш таа ситуација која ти е дадена во таа момент. Се сеќавам кога завршив со работата, одев со автомобил, со мене ја зедов мојава колешка да ја префрлам до првава автобуска постројка за да не наводене. И кога ја оставив неа, продолжив така. Не беше некоја голема киша, дожд. Меѓутоа, така возејќи, веќе кога навлегов на автопатот, беше она појди застани. Дождот некако земаше замав и воопшто не ни размислува што може да ти се случи тој ден. Меѓувремено комуницирав со маж ми што како да правам во одредени ситуации, бидејќи прв пат се наоѓав во таква ситуација. И тој ми вели: "Седи во колава, ќе помине дождот." Меѓутоа, кога во тоа време почна да ги носи возилава, самава вода, целина на вода што има надојдена, мене ми беше јасно дека тука не е само еден обичен дожд. И така, немоćноста на човекот во тие моменти и оние гласови кога некој те вика да му помогнеш, а ти ни самиот не си свесен сам себе да си помогнеш, тоа е нешто најболното и најтешкото. Се сеќавам луѓе мислам дека беа од Крива Паланка, цело семејство, беа пред мојот автомобил. Децата беа излезени исто како јас во тие ситуации, како да се снајдеш, размислуваш, беа излезени надвор и тие моле за помош. И во тој момент бев најнемоćна да им помогнам. Значи, не знаеш како да помогнеш на луѓето затоа што се наоѓаш во таква ситуација. И гледаш како ги носи луѓе во водава, стихијава, а ти самиот не знаеш на кај ќе те однесе. Водава не те носи над вода, него таа те носи нурка под вода. Целата бев со белези, со модрици. Се сеќавам на моментите кога водата ме носеше, нема воздух, ќе се изборам некако до тлото да стигнам, се сфрлувам горе, земам воздух, повторно ме повлекува. Се сеќавам дека ме вртеше нешто, имаше некои вртлози. Меѓутоа, во тој момент ти не си свесен кои се тие вртлози. Потоцна, зборувајќи со жителиве од Стајковци, тие ми вела дека тука постоеле некои големи канали одводни, затоа што тоа се нивје и се и куќи и се. Тоа е нова населба. Мене бран некој голем, околу 3 метри, како што кажуваат тие, мислам јас во таа ноќ ништо не се сеќавам на тоа колку е голем бил бранот. Ми сврли во некоја куќа, тоа е некаде на сред село на Стајковци. Значи, се сеќавам кога скоро до уста ми беше водата во тоа време. Светеше само месечината затоа што беше изгасната струја. Исклучена. Се сеќавам дека поминував низ тој двор, имаше полно животни. Мртви животни кои плутаа над водата. Веќе водата не ме носеше и беше мирна. Кога пресеков таму, се сеќавам, имаше едно големо комбе бело и само горе провод му се гледаше, значи толку имало вода.
околу 10 часот навечер ме видеа луѓето од куќиве. Значи, овие луѓе што ме спасија и комшиеве нив од другава страна. Луѓето беа толку упорни што ми гуми за спасување ми, се што фрле, јаже, тоа носеше, ветер носеше водата. Не можеш да дојдеш до нешто за да те извлечат. И тие велат не се кирај се, ми светат со батерија, ти даваат подршка, тоа ти е битно во тие моменти. Кастариот ми даваше рака да ме спаси, да ме дигне на вториот кат, баш како на филмови се дешаваше. Не можеш да го направиш тоа, немаш сила, колку и да сакаш. Потоа, по едно 15 минути од прилike, можда и 5 минути било, не знам, тој ми рече, ајде доле има уште еден прозор, поплавено е се тоа, меѓутоа ќе успееме некако, барем да те увлечеме. И се спуштија тие доле, а старава мајка, што ја викам сега, таа ми е втора мајка, само што ја имаат извадено од рака од гипс. И вели, јас не можам да држам со ракава, него со една рака и со двете нозе ги фатив чаршафите, за да можат, вика, тие да ги држам горе, за да можат тие да се спуштат доле, вели, да те спасат. Го отворија прозорот, после едва го затворија луѓево. И ме увлече едниот, а веќе имат спремено кебе и ми велат, од кај патуваш, девојче? Ми велам, од автопат, ја вика. Како од автопат? Знаеш колку е далеко тука автопат? Да имаше некој да ни пуштеше барем едно јаже, едно обично јаже, да можат сите да се фатат за него, немаше да имаш 22 и повеќе жртви. Меѓутоа, во тој момент никој немаше. Бевме оставени саме на себе. Кога направив операција и тие од клиникава, 8 септември, ми велат, тужи ја државава, затоа што патиштава не се добри. И јас, ајде со адвокат, велам што како, поднесовме пријава, знаеш што ми одговорија? Ние не сме одговорни за состојбата на Господ, кога ќе врне, кога не. И требаше да излезе комисија за патишта, за ова, за она, за да направат анализа дали јас сум возела правилно, дали не сум возела правилно и зошто ми има фатено поплава. Крстич семејство, Звонко и Кита и Златко. Сега тие се ми стварно како моје вистинско семејство. Значи секое доаѓање во Македонија, први одиме кај нив, значи скоро секој ден се слушаме. Значи не знам дали е сватливо, меѓутоа функционираме баш како едно право семејство. Јас секогаш велам дека не знам на кој начин би им се одолжила на нив. Овдека пред поплавиве се чистат и канали, и шахти, и се чисти. Дрвљава во есен кога паѓаат лисја се кројат за да сувиве лисја се прават, се тргаат на страна, значи навремено се прави. Некога ќе бидне 25 луѓе умреа, зошто? За некоја нечија грешка, која не можеме да ја докажеме. Се знае кога ќе има поплава, се дава аларм, дека во тоа време ќе има невреме, се пратат.
единствено што и ден денеска ми смета е кога ќе паѓа премногу дожд. Оној шумот на дождот, јас се борам со секоја прилика нормално, меѓутоа во душава ти ствара некој немир, самиот организам реагира на таква ситуација.